Цените удат нагоре и засега никој не може да ги сопре. Зголемувањето граѓаните го забележуваат, го има во сите маркети. Без све скапо е шо. Секој ден се качуват, не може да ги пратиме, кој може да ги прати? На се, и на овоше, на зеленчук, на кашкавали, на млечни производи, ча се качува? Мислам нема артикл што не е качен. Ова е премногу. Премногу е качуван. Забележувам. Кога влезувам в продавница, видам дека е зголемено и тоа е. Растат секој ден во маркетите и по пазарите. Зголемувањето на цените не значи ништо друго, освен ограничување на потрошувачката и понизок животен стандард. Секогаш било во интерес на работниците како и на кој начин стандардот да се подобри. Но со растење на цените драстично се намалува стандардот на работниците и се обезвреднува минималната плата, бидејќи како што и самите гледаме дека минималната кошничка веќе преминува над 61.000 денари. Свесен за состојбата која што генерира проблеми, Мицкоски вчера упати апел. Апелирам до трговците максимално колку може да ги намалат маржите. Ние сме пазарна економија, пазарот ги диктира цените. Ако влеземе во една политика на ограничување, тогаш видовте какви резултати таа политика ни даде. Ни даде спротивни ефекти од тие кои што ги очекувавме. Соочувањето со високите цени, синдикатот го насочува кон протести, барајќи минималецот да се зголеми. Ние до сега баравме да биде 450 евра, но мислам дека во иднина треба да се седне сите страни кои што се избрани од народот, а тоа се синдикатот, владата и работодавачите, бидејќи тоа ни е должност да најдеме решение за подобрување на стандардот на работниците. На чекор до незадоволство се и вработените во образованието кои очекуваат 12% зголемување на платите, кое веројатно нема да го добијат, зашто тие рокот на трапеливост го ставија до 20 септември. Што ќе се случува во секогаш неизвестниот и жежок септември е неизвестно, но сигурни засега се само пензионерите, кои своите 2500 денари ќе ги добијат во октомври.